Драги мои, изминатиот период нашата екипа беше присутна во Битола, каде Владко Миладиновски снимаше спот за неговата најнова песна која носи наслов Девојче еврејче. Спотот е во соработка со Ин продукција, а ние ќе погледнеме дел од атмосферата. Почитувани гледачи, денес екипата на НТВ се наоѓа во преубавата Битола, а поводот е снимање на нов спот на нашиот познат пејач Владко Миладиновски. Владко, најпрво добар ден. Добар ден, Јасна, добар ден тебе, на Ин продукција и на вашите верни гледачи. Како што кажав, денес спотот се снима во Битола. Зошто ја одбра токму Битола? Па, самата песна е од Битола. Приказната која што се раскажува во песната е токму тука. Излегов да се прошетам низ таа баба Битола, низ еврејското мало, за едно девојче еврејче. Тоа раскажува песната и ние се потрудивме и преку видеозаписот да ја доловиме таа приказна, да ја прераскажеме и во видео. Денеска си поминавме навистина убаво, снимавме на повеќе локации. Како изгледаше тоа од твоја страна? Па, да бидам искрен, така и го имав и замислено. Пак ќе се повторам, самата приказна тоа го бараше. Едноставно, тоа што се раскажува во текстот, според тоа сценарио и се движевме, споминавме убаво, иако во овие дождливи денови не послужи денеска времето како да направи пауза за да можеме ние да ја снимиме и снимивме навистина убаво. Па се надевам дека финалниот производ ќе биде како што доликува на вашата продукција и дека ќе биде успешно. Покрај тоа што во спотот се појавуваш ти секако како главна личност, така, како пејач, имаше и други личности кои што се појавуваат. Имаме една девојка, Теодора, која што е девојчето еврејче, така? Па да, во таа улога еврејче. Како се снајде? Да, одлично. Со гардеробата беше ускладена на таа улога, со незината коса и така натаму. Учествува и Филип Божиновски на канун и мојот брат Златко Миладиновски, кој што е автор на аранжманот на оваа песна. Оваа песна инаку народна. Една од песните што ги имаат снимен до браќа Бишковски, кои што јас многу ги почитував и сум ги слушал, им беше мерак ќеф што ќе преработам една од нивните песни. Сега ќе оживееш таа нивна песна. Како што спомна пред интервјуто, ми спомна дека песната била снимена веќе пред подолго време, така, пред подолго период, но зошто одлучи токму сега да направиш спот? Мислам дека песната е и на твоето CD, така? Да, песната е на моето CD, тогаш и ја снимав. Отсамна на CD-то, остана можеби една од ретките што не доби видеозапис. И тоа пак ќе кажам нека година и пол, две и не е така многу време. Еве, некако почувствував потреба дека сега е моментот. И ете, и природните услови ни се погодија организацијата. Помина се во најдобар ред, така да едноставно му дојде времето и моментот. Повторно соработка со Ин продукција, кои се твоите очекувања, ете од она што го виде од снимањето, што очекуваш и дали очекуваш дека вака заедно со спот дека песната ќе биде убаво прифатена од јавноста? Со Ин продукција веќе имаме долгогодишна соработка од самиот мој почеток. Не се сомневам во тоа, знам дека ќе биде како што доликува, нели, како што кажав. Сме коментирале повеќе на таа тема дека спотот за секоја песна е една помош за да успее песната, за да направи еден чекор напред и секако дека тоа е примарна цел. Се надеваме дека овој спот ќе му помогне на оваа песна да едноставно да живне, да се прошири низ народот и да стане популарна, како што се надеваме и за секоја песна која што ја снимам. Подолг временски период немаше објавено нова песна. Каде беше тоа време? Што правеше? Бидејќи не си објавил песна, што правеше друго? Заедно и со корона пандемијата, нели ве спречи во повеќе ваши работни обврски?
Нели, не знам точно, не сум добар со годините, мислам дека пред 2 години го објавив тогаш и новиот албум, велат не нема, каде што ете имаше неколку нови песни. Последно беше Се вратив сине, за кој што снимивме видео. Тоа е наред. Да, во Швајцарија, еве нели коментиравме дека ни наликуваат овие улички и таму беше едно убаво доживување, едно убаво дружење. Мориете за тој период додека можеби ти си работеше на нови песни, но не објави ништо. Дали убаво се одмори? Моривме, во секој случај тоа ни требаше. Многу идеи ги поставивме, ги дефиниравме во тој период. Сега сме спремни за тие идеи да ги реализираме, бидејќи чувствуваме дека малце порелаксирана ситуацијата, меѓутоа се надеваме дека ќе биде крајно онака како што треба и дека ќе се вратиме на стариот начин на живот, на стариот начин на функционирање. Дали заедно со Златко, твојот брат, подготвувате уште некоја нова песна за тебе? Секако, да, имаме 2-3, нели во овој период што го спомна, поставивме 2-3 идеи кои што се при крај во финална реализација. Секако тие дека ќе им дојде времето да се објават, па потоа секако следува и некако видеозапис. Тоа е што е наследно, не е попусто изгубено време ова што помина, секако дека нешто се сработило, се смислило, цело време ние размислуваме за музика, бидејќи едноставно ние нашиот живот не можеме да го замислиме без музика, а верувам дека и секој човек на планетава секој момент му е поврзан со музика, секој најобично движење, секој дневен ден секако дека е поврзан со музика. Започнаа вашите настапи, каде си следно? Па нели летово се оние фамилиарни веселби кои што веќе поминаа, уште. Имав не сум баш многу среќен што говорам на овој начин, меѓутоа имавме закажано концерт, голем хепенинг во Кичево, меѓутоа во тој момент се вложи ситуацијата, одлучивме да го одложиме. Останува да видиме во првата можна прилика да ја реализираме таа идеја. Беше секако еден голем проект со многу гости, очекувавме многу публика, многу гости кои што сака да го проследат тој музички настан, музички хепенинг во Кичево, каков што се нема можеби никогаш случајно. Сакавме да му го овозможиме тоа на градот, меѓутоа секако дека ќе биде и тоа. Надеваме дека ќе биде во најскоро време тој голем концерт. Сигурна сум дека и публиката едва ќе го очекува. Па да, имаше доста интерес, имаше доста најави, веќе бевме до пола некаде стигнати со резервации, одлично течеше се, меѓутоа во меѓувреме се случи тоа што се случи. И нашата одлука беше да пречекаме, да одложиме, бидејќи секако нели здравието е пред се. Како што веќе најавивме на сателитската телевизија, во најскоро време ќе започне новото талент шоу Нови и млади во организација на твојот брат Златко Младиновски заедно со им продукција. Дали можеби ти вмеша прсти таму дали даде некоја идеја за ова шоу и какво е твоето мислење за вакво шоу, бидејќи во Македонија нема? Да бидам искрен, тоа беше целосна идеја на Златко. Од друга страна и ИНТВ се со своји идеи се сплотија, се впоја во една идеја. Досега сум надвор од тој проект, иако максимално го поддржувам, мислам дека во вистинско време и вистинска работа што може да им се случи на тие што ќе се пријават да добијат големи сатисфакции, музички и медиумски сатисфакции. Можеби јас ќе бидам мешан, претпоставувам дека ќе ме ангажираат барем на дел на жири комисија. Па не знам, тие ќе си го одредат начинот, јас секако дека сум тука, максимално ја поддржувам таа идеја и мислам дека е доста исправна одлука. Македонија, како што кажав, ете и во моментов па и години наназад нема вакво шоу. Мислам дека навистина убаво ќе дојде, па и ете ќе имаат можност младите таленти да се покажат, да ги види јавноста и секако да станат успешни понатаму со песни кои што ќе им ги прави Златко Младинов.
Па мислам дека идејата за повеќе автори не е само Златко, повеќе автори има кои што го поддржаат тој проект и тие, затоа кажав, музичка сатисфакција и медиумска сатисфакција за сите учесници, нели, за тие одбраните претпоставува, да си добијат песна од врвни музички автори, да, кои што секако дека сите ние се трудиме да имаме такви песни кои што веќе се занимаваме со музика, се трудиме да имаме песни од тие луѓе. Одлична идеја затоа што навистина малку е секој почеток е нели тежок, еве ова е една можност да им се помогне на тие млади и нови лица, како што и се вика нели тој шоуто на преварот. Верувам дека на повеќето дека ќе им биде добре дојдено и дека ќе им биде од помош, ајде да така да се изразим. Влаче, јас ти благодарам за убавиот разговор, во преубавата битола денес се дружевме. Се надевам дека овој спот и песната ќе бидат убаво прифатени од јавноста и очекуваме нова песна наскоро. Ви благодарам и јас на вас за дружењето и за убавата соработка. Јас се надам дека ќе биде прифатен спотот и секако дека продолжуваме со нови сили, со нови песни, со нови реализации на нашите идеи. Поздрав до вашите гледачи и до вас, Импродукција. Благодарам уште еднаш.